Благодарам, председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Јас ќе отпочнам со едно образложение и една анализа за градот Битола, каде беше Битола, каде е денес. Битола, како и Пелагонија, представуваат мост на бројни предисториски цивилизации, важен конзулски град, центар на македонските револуционерни активности. Битола е најголем град во регионот по своето стопанско и општествено значење, центар на Пелагонија и југозападниот регион, во кого се вкрстуваат патиштата што одат во неколку правци. Во Битола во минатиот век биле стационирани околу 30.000 турски војници, каде европските земји своите конзуларни представништва, трговските аташеја или трговските агенции со дипломатски ранг, како Италија, Англија, Австро-Унгарија, Русија, Србија, Грција, ги отварале точно во Битола. Затоа овој град е познат како град на крстулите. Битола како најважна сообраќајна крстосница на Балканот, а вистински куриозитет е фактот што е представена на исто рамниште со тогашните трговски центри Солун и Истанбул. Првата железничка линија Битола и Солун поставена е во 1894 година, а 1930 година железницата преку Битола и Прилеп. Каде е Битола сега? Ке започнам со план за живот, каде приоритетни проекти за Битола ви беа изградба на нов клинички центар, изградба на автопат Велес Прилеп Битола, поврзан со заобиколница до Меджитлија. Денес сме 2022 година, ништо од тие приоритетни проекти. Ке цитирам една изјава во 2018 година, септември месец. Битола ќе добие нова обиколница, експресен пат до грчка граница и до Прилеп ќе се патува по автопат, најави директорот на јавното предпријатие за државни патишта. При денешната посета на Пелагонија тој најави големи инфраструктурни зафати во битолскиот регион. Во меѓувреме објавен е тендер, пак цитирам, за проектирање на експресен пат од Битола до Меджитлија со ширина од 11 метри, 2 возни ленти, од по 3,5 метри, една лента за запирање од 2,5 метри кон Меджитлија, како и нова обиколница. Ке има и тендер за многу сериозен зафат, а тоа е автопатот од Прилеп до Битола, што ќе се поврзи заедно со експресниот пат кој се гради од Дреново до Фаришка клисура. Рок на завршување 2 години од Градско до Прилеп. Должина на автопатот до Меджитлија 22 километри. Овој капитален проект е од јавен интерес и е дел од државната патна мрежа, дел од Европскиот коридор 10. Уште една изјава на министерот за транспорт и врски, цитирам: сообраќајот, транспортот, инфраструктурата ја движат економијата и придонесува за развој на државата. Во транспортната политика доаѓа убаво време во кое целосно се развива инфраструктурата од Централна Македонија, од Коридор 10 кон Прилеп и Битола, бидејќи се градат 2 делници. Наскоро почнуваме со рехабилитација на превојот Плетвар. Во нашите планови е и новото автопатско решение Прилеп-Битола и експресниот пат до Меджитлија. Министерот Сугаревски имаше изјавено дека се обезбедени од Европска банка за обнова и развој средства. 23.12.2020 година Зоран Заев ги израдува битолчани. Автопатското решение за Прилеп Битола од 100 милиони евра започнува од месец март следната година, само не кажа која следна година. Април 2021 година министерот Бочварски најави дека е потпишан меморандум за соработка за изградба на автопат Битола-Прилеп и дека очекува годинава да почне да се гради. Тоа е еден од најголемите инфраструктурни проблеми на Битола. Продолжува превојот Плетвар кој е еден од најризичните за минување со возила.
Битики, за 1,5 година ќе има автопат Прилеп-Битола, ова е 12.2.2021 година и сега доаѓав од Битола, ја сечевте лентата, само немаше зурли и тапани. И тоа патот ќе бидел по нови европски стандарди. Или, цитирам, годинава ќе се рехабилитира патот Битола-Меджитлија, а се работи и на експресниот пат. Пелагонискиот регион е со 1300 правни објекти, 220.000 жители, втор по големина, но прв според количината на производство. Затоа ни треба автопатско решение и современ инфраструктурен режим. Тука сите знаеме дека индустријата зона жабени. Бидејќи заменикот министер одговара дека овие патишта се во надлежност на јавното предпријатие, го отвори вебсајтот на јавното предпријатие и ги прочитав следните кредити кои што ги има земено јавното предпријатие Македонија пат. Кредит од Светска банка 2.757 милиони денари, кредит од ЕБОР 5.560 милиони и Еским банка 5 милиарди денари. Јавното предпријатие планира зголемување на буџетот од приходи од акцизите во однос на минатата година заради очекуваното зголемување на процентот од дел на акцизата кој се трансферира на јавното предпријатие за државни патишта и се зголемува од 20 до 30%. Сега, што е она што вие кажувате, што е она што пишува во програмата на јавното предпријатие? Во програмата пишува: доколку се обезбедат средства, значи доколку се обезбедат средства во 2022 година, се планира да се отпочнат и следните проекти: изградба на експресен пат делница Битола-Меджитлија со обиколница на Битола, изградба на проектна документација за експресен пат. На 16 април проектот за изградба на експресниот пат е во финална фаза. До овој момент не се обезбедени средства за изградба на патот. Ова ми наликува на план за живот во 2016, каде што приоритети ви беа инфраструктурното решавање на градот Битола. Каква е состојбата со патиштата на Битола и југозападниот регион денес? Не се ни дупките, хоризонтална сигнализација нема, граѓаните и жителите бараат барем да се рехабилитираат патиштата. Ова се нереализираните ветувања на централната власт, дали исцртани на хартија или не, тоа не знам, или само искажани зборови во етерот. Патот е стар, нерамен, зарастен со трева и грмушки, а од другата страна ни е Европска унија на 20 километри. Овој регион има неразвиена инфраструктурна мрежа, севкупниот развој и искористувањето на сите можности се доведени во прашање. Нема поволен економски амбиент. Ке ви прочитам изјава на битолчани. Изгребете го стариот асфалт или турете нов. Не бараме многу. Битола не е црна овца во Македонија. Битолчани прашуваат дали, како одговорни граѓани на оваа држава, не заслужува добра инфраструктура, автопатски поврзувања после 30 години самостална држава. Не проработи ни железничката линија, која веќе е обновена, поставени се тараби за безбедност. Не се отвори ни граничниот премин Маркова нога. Битола не доби ни графикација, ни нов клинички центар, ни спортски комплекс, ни затворен базен. 5 години сте на централна власт и 4 години на локална власт, ништо не направивте за овој регион. Ке ве замолам во името на битолчани, прифатете ги овој амандман и следниот после тоа. Една поговорка има: она што може денес да го направиш, не го оставај за утре. Ке ви цитирам еден битолчанец меѓу останатите: немаат повеќе пари за ништо,
Како не разбирате, ги излажаа синдикатите, работниците, социјалците, граѓаните сите. Бараат кредити со огромни суми, за да можат да покријат дупки, да подмитат и да режираат избори кои ќе мора да ги распишат затоа што без пари до 2024 што ќе прават. Ви благодарам.